Театар за јавноста или борба за работниците? Ова прашање се наметна откако председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов објави фотографија на социјалните мрежи на која седи сам во салата за состаноци, а до која напиша дека никој од власта не дошол кај нив на договорена средба. Во 9 часот во Сојузот на синдикатите на Македонија го чекавме представникот на владата да дојде и да потпишеме спогодба за утврдување на висината на минималната плата. Напиша Слободан Трендафилов на социјалните мрежи. По ова, од владата стигна, како што соопшти, остра реакција на обидите за создавање лажна слика за социјалниот диалог. Не знаеме кого Трендафилов чекал, сместувајќи се во празна сала, но едно е кристално јасно. Социјалниот диалог за нас е сериозна и одговорна државна политика, а не средство за политички театар и парадерство пред камери. Се наведува меѓу другото во соопштението од владата. Оттаму додаваат и дека за четврток попладне е закажана средба на председателот на владата со представници на синдикатот на УПОС на која ќе се разговара за сите прашања. Ова е конкретен доказ дека владата не бега од диалог, туку инсистира истиот да биде сериозен, суштински и насочен кон резултати. Владата останува цврсто посветена на конструктивен социјален диалог, но нема да дозволи истиот да биде злоупотребуван за дневно-политички калкулации. Пишуваат од владата. Во меѓувреме, Сојузот на синдикатите останува и на другите барања. Минималец од 600 евра и линеарен раст на сите останати плати од по 100 евра. До денеска да се договорат да направат измени и дополнување на законот за минимална плата и да ја зголемат и минималната и сите работнички плати, доколку тоа не го сторат, во текот на утрешниот ден председателството на ССМ ќе го утврди денот и часот на започнување на блокадата на пратениците во собранието. Од владата во повеќе наврати кажаа дека за нив е прифатливо се што ќе договорат синдикатите и работодавачите преку диалог во рамки на економско-социјалниот совет. Минималната плата секако согласно закон ќе се покачи во април, кога мартовската плата ќе биде исплатена за износ повисок од сегашниот за околу 1700 денари. Таа законски се пресметува со формулата 50% од трошоците на живот и 50% од просечната плата. Истата не смее да биде под 57% од просечно исплатената плата.